Почитувани, добар ден. Нека е честит денот на армијата 18 август. Денеска се одбележуваат 32 години од формирањето на армијата во суверена, независна и самостојна Македонија. Петта година поред, роден денот на армијата го славиме и како земја членка на НАТО. На централната свеченост овде во кампот за обука на вода во Охрид обраќања ќе имаат претседателката и врховен командант на оружените сили Гордана Силјановска Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски, а ќе се изврши примопредавање на функцијата началник на генералштабот на армијата. Со указ претседателката Силјановска Давкова за нов началник го назначи генерал мајор Сашко Лавчиски, кој доаѓа од позицијата командант на првата пешадиска бригада. Се разбира, предходно со указ претседателката Силјановска Давкова го унапреди во повисок генералски чин генерал мајор. Васко Ѓурчиновски, се уште актуелниот началник на генералштабот, во изминатите 6 години беше на чело на врховната команда на армијата. Со указ на шефицата на државата, тој е поставен за советник на началникот на генералштабот на армијата за борбена готовост и операции. Инаку на оваа свеченост присуствува и претседателот на владата Христијан Мицковски, се разбира министри во владата, пратеници во собранието, представници на дипломатскиот кор, поранешни генерали, како и врховниот командант на националната гарда на Вермонт, американската држава Вермонт, генерал мајор Грегори Најт. Во секој момент се очекува пристигнувањето на претседателката Гордана Силјановска Давкова, која ќе биде пречекана од почесната гарда и ќе биде предаден рапорт од командантот на свеченоста. Се разбира, на оваа свеченост ќе говорат и се уште актуелниот началник на генералштабот, како и новиот, а официјалното примопредавање ќе се изврши со предавањето на военото знаме од страна на претседателката и врховен командант Гордана Силјановска Давкова на генерал мајор Сашко Лавчиски. А како дојдовме до своја држава и своја армија? На 18 август 1943 година борците од неколку партизански одреди се здружија за да го формираат баталјонот Мирчацев, првата регуларна воена единица на Македонската народно-ослободителна војска, која како дел од антифашистичката коалиција низ борба се создаде македонската држава. Како што во Втората светска војна војската ја создаде државата, во 1992-та независната македонска држава создаде своја армија. 18 август е символ на историскиот континуитет. Претседателката на Република Северна Македонија и врховен командант на вооружените сили, незината екцеленција Гордана Силјановска Давко. Еве, почитувани, во овој момент пристигна и претседателката и предава рапорт командантот на свеченоста. Е построена во ваша чест. Рапортира поручик Тамара Ѓурѓиевска. Војници и офицери. Здраво.
Почитувани, добре дојавте на централната прослава по повод 18 август, денот на армијата. Ве повикувам да ги поздравиме химната на Република Северна Македонија и химната на армијата. Поведете седнете. Почитувани гости, ми представува особена чест и задоволство во име на припадниците на армијата да ги поздравиме. Председателката и врховен командант Гордана Силјановска-Давкова. Председателот на владата Христијан Мицкоски. Министерот за одбрана Владо Мисајловски. Началникот на Генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Присутните заменици председатели и министри од владата, присутните представници на собранието, поранешни началници на Генералштаб, генералите на армијата и генералите од партнерите на вооружените сили присутни на свеченоста, представниците на верските заедници, представниците на дипломатскиот и воено-дипломатскиот кор, представниците од Сојузот на борците од Народно-ослободителната војска на Македонија, представниците на државните институции, Министерството за одбрана, органите на локалната самоуправа,
невладини организации и издруженија, представниците на медиумите и сите останати гости на денешната свеченост. Ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите и починатите борци за слободата на Македонија и на загинатите припадници на армијата. Нека им е вечна слава. Почитувани гости, дами и господа, драги пријатели. Денес го прославуваме 18 август, денот на армијата, која символизира нашата непоколеблива посветеност во чување на слободата и безбедноста на нашата татковина, но и помагање на институциите и граѓаните, поддршка за време на кризи и ангажирање во хуманитарни активности. Заедно да ги одбележиме 32 годишнината од формирањето на самостојната армија и 81 година од формирање на првата поголема вооружена формација во Народно-ослободителната војна, баталјонот Мирче Ацев, како и традициите на сите револуционери и великани од богатата македонска историја. Армијата, како членка на НАТО алијансата, активно учествувајќи во заедничките вежби и операции насочени кон обезбедување на безбедноста на Европа и пошироко, ги нагласува вредностите на солидарност и соработка и придонесот на нашата држава во колективната одбрана и стабилност во се покомплексниот безбедносен пейсаж. Славејќи го денот на армијата и одавајќи почит на сите жртви за самостојноста и нивниот историски придонес, ја славиме нашата сила, единство и издржливост, при тоа гледајќи кон мирна и безбедна иднина за која ќе продолжиме да бидеме непоколеблив гарант. Нека ни е честит и среќен роденденот армио наша. По повод денот на армијата добиени се бројни телеграми со честитки од повеќе институции, странски вооружени сили и пријатели на армијата. На сите им се заблагодаруваме за убавите зборови. На денешен ден, пред 6 години, должноста началник на Генералштабот ја презеде тогаш генерал мајор Васко Гирчиновски. За време на неговиот прв мандат, државата стана полноправна членка на НАТО, а армијата ги спроведе сите потребни реформи и трансформации за компатибилност со НАТО сојузниците. За неговото раководење и командување со армијата, како и одличната соработка со нашите сојузници и партнери, во продолжение следува видеообраќање од началникот на Генералштабот на вооружените сили на Кралството Норвешка, генерал Ерик Кристоферсен. Dear General Gyrchinovsky, dear Vasco, thank you so much for your service. You have now been the Chief of Defense for 6 years, and it's time to hand over to the next. I would personally like to thank you, Vasco, for the cooperation we have had during my 4 years as the Chief of Defense in Norway. The cooperation between North Macedonia and Norway has been strong, and it's been very concrete. And we have done things together, like operations in Afghanistan, and the exchange of weapon systems when you were delivering weapons to the war in Ukraine. I'm really looking forward to work together with North Macedonia for the future. I can guarantee you that the close cooperation we have had will continue with your successor. Thank you so much for your service, and good luck with the change of command. Началникот на Генералштабот на вооружените сили на Република Италија, адмирал Джузепе Каво Драгоне. Dear Vasco, as your tenure as the Chief of Defense of the Republic of North Macedonia draws to a close, I would like to convey to you my warmest sentiments of high esteem and my sincere appreciation for your outstanding achievement during your office. It has been an honor and a privilege to work with you during these difficult and challenging times, and I would like to thank you in particular for the growing cooperation and support you have always proved, together with a solid friendship and deep
respect and fruitful exchange of views. Ours is a spontaneous friendship quickly established both bilaterally and at NATO multilateral tables, nourished by mutual sympathy, great respect, and the sharing of the most sensitive issues. It testifies to the community that unites us and reflects the spirit of our countries. During your term of office, marked by passionate and far-sighted action, you have been an advocate and a witness for your country's accession to NATO, our common reference for safeguarding the peace and security of our peoples. Within the alliance, in particular, our synergy has proved exceptional, allowing us to face today's major challenges with cohesion and success, and to establish fruitful cooperation between our armed forces. Your leadership was also instrumental in facilitating the accession of the Republic of North Macedonia to the Defense Cooperation Initiative, DECI, a significant step that consolidated our cooperation and the ties that bind our militaries as part of an increasingly credible initiative aimed at strengthening security in the Adriatic and Balkan regions. Similarly, your dedication and commitment were essential in approving the Republic of North Macedonia participation in NATO's Rapid Deployable Force Italy, RDC, a contribution that has significantly strengthened our joint initiative within the alliance. I must also mention the close synergy between our forces in KFOR, EUFOR Althea, and the EFP in Bulgaria and Latvia. These are tangible examples of the strength of our cooperation. Your contribution to UNIFIL in Lebanon is another example of the ability of our forces to operate in that strategic quadrant for international peace and security. Finally, I would like to mention the cooperation in the military-industrial field. With your government's recent acquisition of 8 multi-role helicopters, such choice will further guarantee interoperability between our armed forces and provide new areas for training and educational exchanges. Your tireless effort and great strategic vision have left an indelible mark. As I look forward to our common future, I would like to reiterate my admiration for the honor you have brought to your country by working with such strength, passion, and dedication, both bilaterally and multilaterally, to enhance regional security and stability. Dear Vasco, I wish you a peaceful life and still full of great satisfaction. Good luck in everything. So, sreka na site. Командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал-майор Грегори Найт. Hello, everyone. Major General Greg Knight, Vermont's Adjutant General. We've been partners with North Macedonia for 31 years, and it's been an incredible journey for both of us. General Cherchanovsky, Vasco, thank you so much for your friendship, for all the work you've done with us together, leading up to NATO accession, the work on Krivolak training area, building it into a training area most desired in NATO. If you think about it, 31 years together as nations in partnership is pretty incredible. All the way up through NATO accession, my visits there, working with you, the Ministers of Defense, our ambassadors, just an incredible experience. And the way ahead looks incredibly bright for our partnership between Vermont and North Macedonia. For Snezhana, Ivan, and Dea, I congratulate you as well on your work to make sure that your husband and father has gotten to this point.
I wish you the best of luck in all of your future endeavors. And if I may ever be of service, don't hesitate to reach out. I look forward to seeing you again soon. Take care. Министерот за одбрана на Република Турција, господин Јашар Güler. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Sayın Genelkurmay Başkanı, değerli dostum Korgeneral Vasko Gürcinovski, büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğünüz Genelkurmay Başkanlığı görevinizi yakın bir zaman sonra tamamlayacak olmanızdan dolayı sizi en içten duygularımla kutluyorum. Eminim ki 6 yıl boyunca sürdürdüğünüz Genelkurmay Başkanlığı'nı süresince gösterdiğiniz liderlik ve ülkenize yaptığınız büyük hizmetler, dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkının da takdirine mazhar olmuştur. Gerek Genelkurmay Başkanlığım, gerekse Milli Savunma Bakanlığım döneminde sizlerle pek çok kez görüştük ve birlikte çalışma imkanı bulduk. Tarihi, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu ve Balkanlardaki en önemli ortaklarımızdan birisi olan Kuzey Makedonya ile de güçlü bir dayanışma ve yakın işbirliği içerisinde olduk. Bu kapsamda başta askeri ve savunma sanayi olmak üzere karşılıklı gayretlerimizle Türkiye ve Kuzey Makedonya ilişkilerini geliştirmek ve daha üst seviyelere taşımak için birlikte yoğun gayretler sarf ettik. Sayın General, değerli dostum, sizinle birlikte samimi ve yapıcı bir şekilde çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade ediyor. Güçlü işbirliğiniz ve yakın arkadaşlarınız için teşekkür ediyorum. Küresel ve bölgesel gerginliklerin her zamankinden daha fazla olduğu bu kritik süreçte dost ve kardeş Kuzey Makedonya ile dayanışma içerisinde olmaya ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Genelkurmay Başkanlığı gibi önemli bir görevi yıllarca büyük bir başarıyla yürüterek Kuzey Makedonya ordusunun mümtaz konumuna yükselmesi için göstermiş olduğunuz etkin liderlik ve üstün gayretleriniz hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle büyük emekleriniz ve işbirliğiniz için teşekkürlerimi sunar. Bundan sonraki hayatınızda kıymetli ailenizle birlikte sağlık ve esenlikler temenni eder. Kuzey Makedonya ordusunun seçkin personeline de başarılar dilerim. Hoşça kal değerli dostum. Председавачот на Војниот комитет на НАТО, адмирал Роб Бауер. Dear Lieutenant General Vasko Jurkinovski, I would like to thank you wholeheartedly for your personal commitment to NATO cooperation and for your expert military leadership. North Macedonia has proven to be a reliable ally that actively contributes to the alliance's core tasks. You did this through your contributions to NATO's missions in Kosovo and Iraq, as well as the multinational battle groups on the eastern flanks. Over the past few years, North Macedonia has taken major steps in implementing defense reforms and has achieved an impressive level of military integration within NATO. North Macedonia is adjusting its structures and forces to NATO's needs and demands, as well as increasing interoperability with allies. You personally have played a crucial role in this by initiating and delivering real change. You know the value of freedom and sovereignty all too well. That is why you have consistently showed your support for Ukraine. Dear Vasko, thank you for all that you do. Your NATO allies, your NATO friends are proud to work with you. As the world becomes ever more dangerous, our cooperation is key to keep our people safe, to defend the freedom and the values we all hold dear. We are stronger together. Дами и господа, го поканувам началникот на Генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Гюрчиновски, да земе збор.
почитувана председателке на Републиката и врховен командант на вооружените сили, почитуван председател на владата, почитувани министри во владата, почитуван министр за одбрана, пратеници, почитувани генерали, војници, старешини и цивилни лица во армијата, припадници на Министерството за одбрана, дами и господа, почитувана македонска јавност. Ми представува особена чест да ви се обратам на денешниот свечен ден за армијата, кој воедно го означува крајот на мојот втор мандат како 11-ти начелник на генералштабот на армијата. Почитувани припадници на армијата, ви го честитам 18 август, ден на македонската армија. На денешен ден, пред 6 години, кога ја презедол должноста начелник на генералштабот, ветив сериозни и амбициозни цели, при што кажав дека мојата биолошка мајка направила доволно за мене. Сега јас треба да изработам и направам повеќе за мојата духовна мајка, мајка Македонија, која ми овозможи да се афирмирам и живеам во неа. Не случајно го започнав говорот со историската мисла на председателот Кенеди, кој рекол: не се прашувајте што вашата татковина прави за вас, запрашајте се што вие ќе направите за неа. Почитувани присутни, со гордост и достоинство стојам денес пред вас со сите спроведени реформи и трансформации во армијата, во ефикасна, мобилна, мотивирана и борбено подготвена. Војници и старешини, бидете горди на достигнувањата. Работевте и продолжете совесно, одговорно и професионално. Тоа е наша обврска и патриотски долг кон татковината, но и завет на нашите славни илинденци и јасномци. Изразувам благодарност до нашите стратегиски сојузници, Соединетите Американски држави и Турција, за континуираната подршка, на сите членки на НАТО, особено Италија и Норвешка, но и на коректната соработка со соседите. Почитувани припадници на армијата, времето ќе покаже дали и колку е направено за животниот стандард и условите за живот и работа, но и за достигнатиот степен на борбената готовност. Изразувам јавна благодарност за соработката и поддршката кон армијата до сите врховни команданти, влади и министри со кои соработував изминативе 6 години. Почитуван генерал Лавчиски, ви честитам на именувањето. Ви посакувам успешно да раководите и командувате со армијата, да ја оправдате довербата на државното раководство кое ви даде поддршка, постојано да се грижите за сите во армијата, одржувате висок степен на борбена готовност, а македонските граѓани да бидат горди на својата армија. Ценети присутни, на самиот крај не можам а да не изразам благодарност до моето семејство, сопругата Снежана, синот Иван и ќерката Деја, кои безрезервно ме поддржуваа, но и чувствуваа сите мои срекни, но и честите стресни, тешки, болни и разочарувачки ситуации. Никогаш не се откажував. Тоа го знаеа само тие, особено кога си сигурен во исправноста на идеалите и вредностите во кои веруваш. Денес заминувам од должноста начелник на генералштабот, но до крајот на мојот живот подготвен да се ставам секогаш и секаде во функција на мојата втора мајка, мајка Македонија. Господ да ги благослови македонските вооружени сили. Господ да ја благослови Македонија. Ви благодарам. Ви благодариме, господин генерал. Го поканувам министерот за одбрана, господин Владо Мисајловски, да земе збор. Почитувана председателке и врховен командант на армијата, почитуван премиер, почитувани министри, заменици министри во владата, почитуван началник на генералштабот, почитувани генерали, припадници на армијата и вработени во Министерството за одбрана, почитувани поранешни министри, началници на генералштаб, почитувани представници на војно-дипломатскиот кор,
почитувани пратеници, почитуван генерал Најд, почитувани представници на медиуми, почитуван македонски народе. Драги гости, нека ни е честит денот на македонската армија, да ни е вечен и вековит. Денеска прославуваме 32 години од формирањето на македонската армија. Институција на кој сум посебно горд, затоа што е институција која со своите припадници е инспирација за успех, инспирација за достигнување големи подвизи, инспирација за единство, институција која има најголема доверба кај граѓаните, институција за пример. Кога ќе го слушнеме зборот армија, првите асоциации ни се херојство, храброст, безбедност, организираност, дисциплина, мировници или со еден збор заштитници. Во сите овие изминати години, развојот на армијата, сите ние сме сведоци на жртвата на овие лица кои секогаш биле и се на браникот за заштита на своите сограѓани. Во пожари, во поплави, пандемии, во кризни состојби. Тоа се овие лица околу нас, кои дале заклетва, и тоа не било каква, туку заклетва на која се заковнале дека ќе ја бранат слободата, сувереноста и територијалниот интегритет на нашата татковина Македонија. Па има ли нешто посвето од сето ова? И токму затоа од срце искажувам признание и огромна благодарност за нивната предава. Но да не ги заборавиме и бранителите кои се одзваа на повикот на државата и кои за жал ја платија највисоката цена и положија своите животи за својата Македонија. На нашите херои, на нивната жртва и храброст, вечно им се поклонуваме. Нека им е вечна слава. Почитувани, во оваа прилика ги поздравувам и се заблагодарувам на сите наши припатници за нивниот професионализам, кои даваа придонес во регионалната и глобална безбедност, во заштита на Алијансата, распоредени во Латвија, Романија, Бугарија, во обезбедување стабилен Балкан, во Босна и Херцеговина и во Косово и во мисија предводена од Обединените нации во Либан. Но упатувам благодарност до сите офицери и подофицери кои се дел од командните структури на НАТО, одбранбените аташија и нашите представници во седиштето на НАТО, кои достојно ја промовираат нашата земја. Овие кревки времиња, од особена важност е билатералната и регионалната соработка. Соработката со ЕУ, но од особена важност е соработката со нашите соседи. Во тој контекст, во зајакнување на одбраната на Алијансата на неодамешниот самит на НАТО, заедно со министрите за одбрана на Италија, Албанија и Бугарија, подпишавме писмо за намери во насока на олеснување на движењето на војните сили на сојузничките земји на коридорот 8 со цел заштита на источното криво на Алијансата. Она што ни престои во нашата работа за одржување на стабилна и безбедна држава, но и зачувување на мирот во глобални рамки, е изработка на нови стратешки документи, нова стратегија за одбрана, ажурирање на долгорочниот план за развој на одбранбени способности и на планот за опремување и модернизација. Одбраната се подпира токму на овие документи, кои мора да ги следат се поголемите промени на полето на безбедноста. И токму затоа потребно е нивно ажурирање, односно адаптирање согласно новите предизвици. Тука сакам и лично се заблагодарам на премиерот, бидејќи ни ја дава целата поддршка, и сакам навистина од името на Министерството за одбрана и на армијата ви кажам едно големо благодарам. И во делот на обезбедување на финансиски средства, но и во делот што секој еден ден прашувате и се интересирате за армијата. Благодарам, председателе. Заложбата на оваа влада е да имаме буџет за одбрана, кој ќе одговори за сите побарувања. Буџет кој ќе продолжи да расти и да ги надминува минималните 2% од БДП, согласно заложбата за инвестирање во одбраната, која беше усвоена на минатогодишниот самит на Алијансата во Вилнус. Ќе продолжиме да инвестираме во одбраната, затоа што наша примарна обврска е заштита и безбедноста на нашите граѓани, на нашата Македонија. Но тука сум да истакнам истовремено се заблагодарам на сите сојузнички земји, кои благодарение на нивната поддршка во опрема, едукација, обука, советодавна, придонесоа за развој на македонската армија, која денес е НАТО армија. Остануваме посветени во исполнување на ветувањата. Остануваме посветени во надградба и проширување на капацитетите на армијата. Од ова место сакам да упатам благодарност и до сите останати безбедносни институции.
И никако не смееме да ги заборавиме институциите кои се клучни во развојот на сите одбранбени способности кои создаваат кадар за напредување во одбраната. Идните лидери, започнувајќи од Војна академија генерал Михаил Апостолски, Институтот за безбедност, одбрана и мир, Факултетот за мир и безбедност. Во контекст на заштитата, во наредниот период мора сериозно да направиме промени во делот на заштита на граѓаните и животната средина. Пустошот, кој ни го остави претходната власт, ни се рефлектира со илјадници хектари изгорена земја. Штета која не чини многу, ја чини Македонија и македонските граѓани. И колку да имаме подготвен персонал, независно дали се тоа пожарникари, припадници на армијата, доброволци, на кои сум искрено благодарен за сета нивна борба. Тие се некогаш немојкни, бидејќи немаат соодветна опрема. И тоа е за жал. Немаат доволно воздушна поддршка, која и тоа како е потребна. Од еден модерен центар кој беше за заштита и спасување, еден модерен центар кој креиран за да создава пилоти не само за армијата, туку и за полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, но да нагласам и за сојузничките и партнерските земји. Денес имаме еден хангар со опрема кој во моментов не се употребува. Но јас оваа говорница ветувам дека ќе вложам максимален напор овој центар повторно да го активираме. Почитувани присутни, пред да завршам со моето обраќање, сакам да му се заблагодарам на генералот Васко Ѓурчиновски, досегашниот началник на генералштабот, за неговиот придонес и за развојот на армијата. Но на новиот началник, генералот Сашко Лавчински, најавам пред му честитам на изборот и посакувам да имаме успешна и плодна соработка, која ќе биде воочлива и тоа ќе го види нашата армија. Сигурен сум дека и вашето долгогодишно искуство и стекнато образование ќе придонесе за уште поголем развој на македонската армија. Уште еднаш, на крајот, нека ни е честит 18 август, денот на армијата. Да живее Македонија, да живее армијата. Ви благодарам многу. Почитувани присутни, следува читање на укази од претседателката. Ве молам да станете. Указ број 2 од 15 август 2024 година. Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана, член 74 и член 75 од Законот за служба во армијата, се унапредува во чин генерал мајор, бригаден генерал Сашко Петар Лавчиски. Овој указ да се изврши на ден 18 август 2024 година. Председател на Република Северна Македонија Гордана Силјановска Давкова. Указ број 4 од 16 август 2024 година. Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана, член 74 и член 75 од Законот за служба во армијата, се поставува генерал мајор Сашко Петар Лавчиски за началник на генералштаб на армијата во генералштабот на армијата. Овој указ да се изврши на ден 18 август 2024 година. Председател на Република Северна Македонија Гордана Силјановска Давкова. Повелете, седнете. Генерал мајор Сашко Лавчиски е роден 1977 година во Штип. По завршување на основното и средното образование во Делчево, во 1999 година се стекнува со воено образование на Воената академија во Скопје. По завршување на високото воено образование ја започнува својата воена кариера во баталјонот за специјални намени како командир на тим и покасно како командир на чета. Во текот на воената кариера извршувал повеќе командни и штабни должности, меѓу кои командант на баталјонот на специјални намени, заменик на командантот на полкот за специјални операции, командант на првата пешајска бригада. Во досегашната воена кариера го наградува своето воено образование на последдипломски студии во Командно-штабната академија Благо Задор во Хрватска и високи одбранбени студии во Школата за национална одбрана во Карлайл, Соединети американски држави.
каде се стекнува со стручно звање магистер за стратегиски науки. Во текот на својата кариера извршувал и должност национален представник и НАТО оценувач по концептот за оперативни способности на НАТО при Сдружената команда на сојузничките сили на НАТО во Неапол, Италија. Има завршено повеќе курсеви од областа на специјалните операции и одбраната во земјата и странство. Учествувал на повеќе воени вежби на специјални единици, а во текот на 2003-2004 година извршувал должност командант на контингент за специјални операции во мисијата Слобода за Ирак. Генерал мајор Сашко Лавчиски оженет е со Виолета, со која го имаат синот Филип. Ги поканувам досегашниот и новопоставениот началник на Генералштабот на армијата да пристапат пред бината. Еве, почитувани, следува чинот на примопредавањето на должноста началник на Генералштабот на армијата. Примопредавањето ќе се изврши со военото знаме кое е председателката и врховен командант на оружените Ја сили. поканувам председателката и врховен командант госпоѓа Гордана Силјановска Давкова да го додели чинот и военото знаме на Генералштабот на армијата на началникот на Генералштабот. Токму како што најавив претходно, бидејќи со указ на председателката, новиот началник на Генералштабот е произведен во повисок чин, генерал мајор, и со предавањето на военото знаме и официјално ќе ја преземе должноста началник на Генералштабот на армијата. Како што беше напомената, генерал мајор Сашко Лавчиски доаѓа од како командант на првата пешадиска механизирана бригада. Повелете седнете. Го поканувам началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, да земе збор. Почитувана председателке и врховен командант на вооружените сили, госпоѓа Гордана Силјановска Давкова, почитуван председател на влада, господин Христијан Мицковски, почитуван министер за одбрана, господин Владо Михајловски, се извинувам, почитувани заменици председатели и министри во владата, почитуван досегашен началник на Генералштабот, почитувана заменик министер за одбрана, почитувани поранешни началници на Генералштабот, почитувани генерали, почитуван генерал Најт, почитуван генерал Ейтхем, почитувани представници на верските заедници, почитувани представници на дипломатско и воено-дипломатскиот кор, почитувани представници од Сојузот на борци и останати државни институции, почитувани медиуми, почитувани војници, старешини цивилни лица во армијата, драги гости, дами и господа. Ми представува огромна чест и задоволство што токму денес, на денот на армијата, ви се обраќам како нов 12-ти поред началник на Генералштабот. Пред се, дозволете ми да изразам длабока благодарност и признание на сите припадници на армијата и на сите останати кои храбро и безкомпромисно се бореа и се уште се борат со огнената стихија која зафати татковината. Несомнено, голема е честа да се командува и раководи армија чии што припадници се наследници и чувари на традициите од нашето славно минато. Наследници на илинденците, партизаните и на сите наши јунаци кои се вградија во темелите на државата. Голема е честа да се биде на чело на институцијата која што е синоним за вредности и принципи. Институцијата каде што мултиетничност, моралот, етиката, припадноста и патриотизмот
се вградени во генот на секој припадник. И секако, огромна е честа да се биде начело на институцијата која што ужива најголема доверба кај нашите граѓани. Почитувана председателке, ви благодарам на укажаната доверба и чест. Честа е голема, но уште поголема е одговорност. Затоа ја користам оваа прилика да ве уверам вас, државното раководство и сите наши граѓани, дека ќе го вложам целото свое знаење, искуство и капацитет во исполнување на мисијата на армијата. Ќе се вложам целосно во подготовка на армијата за одбрана и заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија и заштита на националните интереси како дома, така и надвор. Армијата ја превземам во исклучително сложени геополитички прилики. Бруталната агресија на Русија врз Украина несомнено ја наметна потребата за подигање на интероперабилноста и оперативноста на армијата како највисок приоритет. Нашите НАТО сојузници можат да сметаат дека ќе продолжам со исполнувањето на нашите обврски согласно НАТО целите на способност и регионалните планови за развој и одбрана, и понатаму остануваме да бидеме врвен сојузник, подготвен да доприносе во колективната безбедност, верен сојузник кој е секогаш подготвен да застане рамо до рамо со останатите земји членки во заштита на заедничките вредности и интереси. Затоа и во иднина ќе продолжам со градење на капацитетите и способностите на армијата. Ќе продолжам со интеграција на развојните планови, со планот за трансформација и плановите за модернизација, а се со цел постигнување на највисока борбена готовност, како и подигнување на интероперабилноста со нашите сојузници и партнери. Почитувани војници, старешини и цивилни лица во армијата, мојата лидерска филозофија ќе продолжи да биде водење со интегритет. Искреност, честност и етичкото однесување мора да бидат темел на нашата армија. Не заборавајте, ние им служиме на граѓаните и секогаш мора да бидеме достојни за нивната доверба. Затоа очекувам од секој од вас да ги одржувате највисоките стандарди на интегритет во сите негови форми. Од оваа позиција уште повеќе верувам во моќта на тимската работа и инклузивност. Нашата сила не лежи во индивидуалците, туку во нашите колективни капацитети. Затоа ве повикувам да продолжите со јакнењето на колективот и заедно да продолжиме кон нови победи. Не чека уште многу работа. Во периодот кој следи, влегуваме во фаза на ставање во оперативна функција на целокупното вооружување и опрема, обезбедено согласно планот за модернизација. Затоа и во наредниот период, еден од врвните приоритети ќе остане развојот на лесната пешадиска баталјонска група, преку која радијално ќе ги зголемиме капацитетите и способностите во сите останати единици. Посебно ме радува фактот што нашите приоритети и предизвици се препознаени и силно поддржани од Министерството за одбрана и владата. Почитуван премиер, јас сум убеден дека вашата безрезервна поддршка на патот кон изградбата на капацитетите и способности ќе продолжи и понатаму, како и за се останато што е во функција на безпрекорно извршување на мисијата. Почитувани присутни, за крај, дозволете ми од моје лично име и од името на сите припадници на армијата да му се заблагодарам на досегашниот началник на генералштабот, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, за неговото успешно командување и раководење со армијата и да му посакам уште многу успеси на личен и професионален план. И сосема за крај, благодарност до моето семејство, мојата сопруга Виолета, мојот син Филип, што беа, се и ќе бидат мојата најголема поддршка. Да ни е честит и вековит 18 август, денот на армијата, да ни е честита и вековита Македонија. Благодарам. Ви благодариме, господине генерал. Почитувани гости, следува обраќање на председателката и врховен командант на вооружените сили, незината екселенција Гордана Силјановска-Давкова.
Почитувани припадници на армијата, почитувани ветерани на македонската одбрана, ценети екселенции, драги сограѓани. Ви го честитам денешниот ваш и наш празник 18 август, денот на армијата. Овој празник е подсетување дека нас никој не ослободувал, туку сами се ослободивме. Македонската држава не е ниту подарена, туку е извојувана и стекната со тешка и праведна народно-ослободителна борба. Како председателка на Републиката, како врховна командантка на вооружените сили, но повторувам и како партизанска ќерка, стојам пред вас горда на вас, наследниците на партизаните. Вие, војниците и офицерите, питомците и ветераните на армијата, сте вистинските чувари на наследството. Слободната македонска држава, која пред 80 години на Асном ни ја оставија нашите храбри предци. Пред повеќе од 3 децении, независната македонска држава ја устрои својата армија како браник на нејзиниот територијален интегритет и нејзината независност. Почитувани припадници на армијата, офицери, војници, неодамна, на прославата на Илинден, потенцирав дека силата ни извира од единството на нашите различности – етничка, верска, јазична, генерацијска, полова, идеолошка. И покрај разликите, вие, офицерите и подофицерите, војниците и резервистите, ветераните и питомците, споделувате нешто заедничко. Сите сте поврзани и обврзани со свечената заклетва дека ќе ги браните слободата, суверенитетот и територијалниот интегритет на државата. Ве подсетувам дека насушна и непресушна потреба и честе дисциплинирано, совесно и одговорно, како и досега, да ги извршувате војните должности. Знам дека вие го правите тоа постојано и безпрекорно, со макотрпни реформи, согласно строгите НАТО стандарди, со активното и кредибилно учество во мировните мисии, во функција на регионалниот и глобалниот мир, преку меѓународните воени вежби на кои ги демонстрирате знаењето и способностите, а најмногу со безрезервната поддршка и помош што им ја давате на македонските граѓани и на цивилните институции во справувањето со елементарните непогоди како пожарите летово. Сево ова ме прави горда на вас, припадниците на армијата. Вие сте важен мировен гарант и потенцијал во овие тешки времења на голема неизвестност, предизвикана од глобални и европски безбедносни ризици и разгорени регионални воени конфликти, присуство на традиционални, но и нови хибридни сајбер закани, активни малициозни влијанија и дезинформации од државни и недржавни актери. Современото бојно поле, за жал, од физичкиот се прошири и на дигиталниот простор. Актуелната војна на тлото на Европа и на Блискиот Исток, која предизвикува невидени човечки страдања и материјални штети, наметнува тешки прашања и дилеми, но и предизвици за човештвото, заради почитувањето и непочитувањето на меѓународното право, неефикасноста во функционирањето на меѓународните институции и овластените меѓународни актери. Знам дека вие, припадниците на армијата, патот до НАТО го изодевте преку бројните мировни мисии во кои стекнавте не само огромно искуство, туку и голема и заслужена почит. Затоа, ќе продолжиме да придонесуваме за мирот преку учеството во КВОР, за јакнатото присуство во Летонија, активностите на зголемена будност во Бугарија и Романија,
како дел од колективниот НАТО систем на одвраќање и одбрана. И понатаму ќе учествуваме во мисиите EUFOR, Altea и UNIFIL. Во моментов, да подсетам, над 180 армиски припадници се ангажирани во мировните мисии и операции под македонското знаме. На воените вежби, на полигоните со сојузниците ја потврдивте вашата обученост и интероперабилност. Само до крајот на оваа година над 400 армиски припадници ќе учествуваат на НАТО вежбите, каде што ќе ги развиваат, докажуваат и усогласуваат своите способности со оние на сојузниците. Но, за мене, најважно од се е дека и покрај вашето активно меѓународно присуство, вие сте тука, дома, секогаш и секаде, каде што е најпотребно. Почитувани граѓани, ценети присутни, додека денес го прославуваме овој голем и важен празник, дел од припадниците на армијата се борат со огнените стихии ширум државата. Во овој момент им помагаат на противпожарните екипи во гаснењето на пожарите, заштитата на граѓаните и добрата. Би сакала како председателка на сите граѓани волонтери исто така да им изразам неизмерна благодарност за помошта во овие огнени денови. Повторувам, години наназад армијата редовно се ангажираше во поддршката на институциите, во справувањето со елементарните непогоди и со кризните состојби. Секогаш тоа го правеше професионално и пожртвувано. Затоа армијата, затоа вие континуирано уживате највисока доверба кај македонските граѓани. Но, должна сум да подсетам дека во битката со пожарите не сме сами, туку ја имаме помошта од пријателските држави, особено од регионот. Не попусто рекле дека во маката се познаваат пријателите. Да им се заблагодариме за солидарноста сега, кога ни е најтешко. Нивната помош нема да ја заборавиме. Како во минатото, така и во иднина, и ние ќе продолжиме да им помагаме на нашите соседи и пријатели, кога за тоа ќе има потреба. Но, освен наброените, неброените хектари шуми, ниви и пасишта, во овие пожари се изострува прашањето за функционалноста на системот за превенирање на пожарите и справување со нив. Како и досега, така и во иднина, армијата ќе биде подготвена да им даде целосна поддршка на граѓаните и на надлежните институции. Но, време е да се преиспита системот за заштита и спасување и управување со кризи, да се детектираат и коригираат институционалните и професионалните недоследности, како и да се креира логичен, ефикасен систем на справување со кризи. Мора да направиме се што е потребно за да го заштитиме општото добро и јавниот интерес на време, да посегнеме по превенција наместо по справување со последиците. Сигурна сум дека тоа ќе биде направено. Ова е особено важно, имајќи ги предвид климатските проекции за иднината. Сушите, пожарите и поплавите ќе бидат се почести и се поинтензивни, оти за жал, ние луѓето влеговме во однапред изгубена војна со природата. Како мултипликатор на безбедностните ризици и закани, климатските промени предизвикуваат домино ефект, од елементарни непогоди, преку климатски миграции до трка за ресурси. Затоа, мора да изградиме рационална и инкременталистичка политика, што ќе резултира со функционален систем, способен навреме и соодветно да се адаптира кон промените, да ги превенира ризиците, да управува со процесите и да ги ублажува последиците. Така ќе обезбедиме одржлив развој и сигурна сегашност и иднина за македонските граѓани и за македонската држава. Почитувани присутни, денеска пред нас, пред вас, се изврши примопредавање
на должноста началник на Генералштабот на армијата. Од срце и со разум му благодарам на досегашниот началник, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, за успешното лидерство во изминатите години. Нему му припадна задачата да биде началник на Генералштабот во клучен период, кога македонската држава се соочи со бројни ризици, но и успеси како формалното членство во НАТО. Тој активно учествуваше во трансформацијата и модернизацијата на армијата и успеа да ја продлабочи соработката со нашите сојузници. Јас и понатаму му нудам соработка. Благодарна сум му за стореното и очекувам понатамошни советнички успеси. Воедно му честитам на новиот началник на Генералштабот, генерал мајорот Сашко Лавчински, за неговото именување. Пред него, пред вас, се големи задачи и предизвици. Тој, вие, ќе треба да учествува во одржувањето и во унапредувањето на борбената кондиција, да продолжи со реформите, да ја зајакне меѓународната соработка и да вложува во воените и цивилните припадници на армијата. Нему му ја доверувам задачата да ја сочува вистинската доверба која што армијата ја ужива како меѓу македонските граѓани, така и кај нашите сојузници и партнери. Сведоци сме на смена на генерации, кои што се поврзани и обврзани со иста заклетва, заедно со вас, припадниците и припадничките на армијата, да ја браните слободата, сувереноста, самостојноста и територијалниот интегритет на единствената татковина што ја имаме. Тоа ме прави горда на вас. Тоа ги прави вашите семејства, вашите пријатели, но и сите наши сограѓани горди на вас. Наша должност е да ви помогнеме достоинствено да ја извршувате оваа задача. Мора да продолжиме да се залагаме за родова еднаквост и за кариерен напредок во сите области и во армијата. Конечно, мора да вложуваме во образованието и во обуката на сегашните и на идните воени лидери на македонската армија, но и во нивниот социјален статус. Почитувани припадници на армијата, честитајќи ви го празникот, ви посакувам многу успех во извршувањето на вашата одговорна и благородна задача. Ви благодарам. Ви благодариме, господја председателка. Почитувани присутни, дами и господа, ви благодариме што присуствувавте на централната свеченост по повод Денот на армијата. Со ова, официјалниот дел од свеченоста е завршен. Ве покануваме на заедничко дружење и коктел. Еве, почитувани, при крај на директниот пренос од овде од Охрид, од кампот за обука на вода, само во неколку збора да потенцирам она што беше кажано во обрајкањата на говорниците на оваа свеченост на 32 годишнината од формирањето на македонската армија. 5-та година поред македонската армија својот роден ден го одбележува и како оружена сила на земја, членка на НАТО, гарант на безбедноста и интегритетот на државата. Армијата доби нов началник на Генералштабот со указ на претседателката и врховен командант на оружените сили Гордана Силјановска-Давкова. Генерал мајор Сашко Лавчински во наредните 5 години ќе раководи со Генералштабот. Доаѓа на местото на генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, кој во изминатите 6 години беше на чело на армиската команда. Членството во Алијансата е бенефит, но и обврска за почитување на демократските вредности и лојалноста. Освен незините главни задолженија како чувар и гарант на безбедноста и суверенитетот на државата,
Армиските припадници секогаш им даваат поддршка и на надлежните институции во справувањето со елементарните непогоди, катастрофи, пожарите и поплавите, како што е и случај ова лето, кога околу 300 припадници на армијата се ангажирани во справување со огнените стихии широм државата, откако пред нешто повеќе од 30 дена беше прогласена и вонредна и кризната состојба во земјава. Довербата секако не се купува, ниту се постигнува со сила, туку се стекнува со посветена работа, беше речено во обрајкањата. Од одбраната потенцира дека Македонија денеска има современ безбедносен систем, способен да одговори на сложени безбедносни ризици. Значено искуство е стекнато и со активното учество во мировните мисии предводени од НАТО, од Европската унија, од Обединетите нации, од нашите стратегиски партнери. Министерот за одбрана во својот говор потенцира дека најави нова стратегија за одбрана, но и ажурирање на веќе постојните планови за опрема и модернизација. Еве, почитувани, ова беше директниот пренос од Охрид по повод роденденот на македонската армија. Ви посакувам пријатен ден и останете со програмата на македонската телевизија.